Председателката Гордана Силјановска-Давкова по повод денот на македонската револуционерна борба 23 октомври помилуваше 10 осуденици. Еден од нив е поранешниот градоначалник на Битола Владимир Талески, кому председателката му скрати 1 година од затворската казна, од која му остануваат за извршување уште околу 3 години. Делумно помилување со 3 месеци помала казна доби и Маријан Ефремов, кој беше првообвинет во предметот шпион. Меѓу делумно ослободените се и Мухаре Мали, Тодор Попов, Томислав Симонов, Перо Кузмановски и Живко Делиџаков. Тие добија намалување на затворските казни по 2, односно 3 месеци. Според одлуката за помилување, затворската казна се заменува со условна осуда на Акив Бејадин Равмановски, кој беше осуден на 15 месеци. Покрај Равмановски затворската казна со условна им се замени и на Никола Трпчевски и Шенол Маслани. На ваквата одлука на председателката реагира од СДСМ, од опозицијската партија вела дека помилувањата биле шокантни и дека Силјановска помилувала и осудени криминалци уапсени во големи полициски акции со заплени на оружје, пари и дрога. Ова почитување е покажување на правото и правната држава. Ова е силен удар врз безбедноста на граѓаните и врз работата на полицијата и надлежните институции. Клучното прашање почитување е зошто Силјановска-Давкова ја носи оваа скандалозна одлука. Дали власта има дил со криминалните структури кои се ставаат во нивна служба на овој начин? Председателката Давкова вели дека помилувањата ги потпишала затоа што и верувала на комисијата која е составена од врвни експерти кои се воделе од законските нормативи, дека не гледале кои се личностите со име и презиме, туку ги анализирала нивните дела. Веројатно тие се воделе од ова, заменувајќи ги обете, кај првата е година и 3 месеци. Значи, кога ги замениле овие казни со условна од 3 години. Да, личностите се навистина интересни, во негативна смисла на зборот, тоа е факт, сега гледам јас тоа, но јас се велам дека тие се воделе од конкретните дела. Одлуката со помилувањата е објавена во Службен весник на 22 октомври, а истата председателот на државата ја носи по препорака на Комисијата за помилување, кој е постојано работно тело во служба на председателот.